Агенцијата за заштита на личните податоци секоја година прима десетици поплаки за злоупотреба на идентитети, незаконско користење на лични информации и нарушување на приватноста. Најчести жртви се граѓани чии податоци се користат без нивна согласност за финансиски трансакции, лажни профили на социјалните мрежи и измами. Според податоците, кражбата на идентитет е во пораст, а жртвите често дознаваат дури откако ќе настане финансиска штета или правен проблем. Агенцијата ги повикува граѓаните да бидат внимателни со споделување лични податоци и редовно да ги проверуваат своите финансиски извештаи. Експертите предупредуваат дека институциите треба да преземат построги мерки за заштита на личните информации и санкции за сторителите. Во меѓувреме, граѓаните се советуваат да користат силни лозинки, да избегнуваат сомнителни веб-страници и да пријавуваат сомнителни активности. Законот предвидува сериозни казни за злоупотреба на лични податоци, но потребна е поголема јавна свест и побрза реакција на надлежните за да се спречат идните злоупотреби. Со најавената промена на државниот грб, повторно се отвора прашањето дали граѓаните ќе мора да ги заменат своите лични документи. Иако официјални одлуки се уште нема, правните експерти предупредуваат дека секоја измена на државните символи повлекува и административни промени. Министерството за внатрешни работи засега не потврдува дали ќе следи задолжителна замена на документите. Сепак, искуствата од минатото покажуваат дека ваквите процеси знаат да бидат скапи и да предизвикаат гужви во управните служби. Опозицијата остро реагира, нарекувајќи оваа можност непотребен товар за граѓаните. Според нив, државата треба да најде начин за постепена замена, наместо да ги принудува сите наеднаш да вадат нови документи. Останува да се види дали владата ќе донесе официјална одлука и каков ќе биде процесот на евентуална промена, но граѓаните веќе изразуваат загриженост за можните дополнителни трошоци и административни компликации. Во последните 15 дена, регионот меѓу грчките острови Санторини и Аморгос е погоден од над 15.300 земјотреси. Иако повеќето биле со помала јачина, научниците внимателно ја следат состојбата поради можноста за поголем потрес. Сеизмолозите објаснуваат дека оваа сеизмичка активност е резултат на геолошките движења во Егејското море. Тие уверуваат дека засега нема индикации за голема опасност, но ги советуваат жителите и туристите да бидат внимателни. Локалните власти веќе преземаат мерки за заштита, а некои туристи изразуваат загриженост поради континуираните потреси. Хотелите и бизнисите на островите засега функционираат нормално, но ситуацијата останува неизвестна. Научниците продолжуваат со мониторинг на регионот и ги повикуваат граѓаните да ги следат официјалните известувања. Се очекува наредните денови да дадат појасна слика за тоа дали оваа серија земјотреси ќе стивне или може да има посериозни последици. Германскиот министер за одбрана допатува во Киев со цел да ги зајакне воените односи и да ја потврди поддршката на Германија за Украина. Посетата доаѓа во време на зголемени тензии и неопходност од дополнителна воена помош. Според најавите, Германија планира нов пакет воена поддршка што ќе вклучува муниција, противвоздушни системи и друга критична опрема. Министерот истакна дека Берлин останува цврст партнер на Украина во нејзината борба против руската агресија. Украинските власти ја поздравија посетата, истакнувајќи дека западната поддршка е клучна за одбраната на земјата. Тие повторно побараа за брзана испорака на оружје и поголема меѓународна ангажираност. Останува да се види како Русија ќе реагира на најновите германски најави, но експертите предупредуваат дека секое дополнително вооружување на Украина би можело да предизвика уште поголема ескалација на конфликтот. По 3 години војна, руските сили контролираат околу 1/5 од украинската територија, вклучувајќи стратешки важни региони во источниот и јужниот дел на земјата. Борбите продолжуваат, а фронтовите остануваат динамични со интензивни судири. Украинските власти тврдат дека и покрај загубите, војската успешно се брани и планира нови контраофанзиви. Киев ја нагласува важноста на поддршката од Западот, која останува клучна за одбраната и за враќање на изгубените територии. Од руската страна, Москва тврди дека нејзините воени операции напредуваат според планот и дека ќе продолжи со офанзивите. Кремљ постојано испраќа сигнали дека нема намера да се повлече, а западните санкции досега не го промениле ставот на руското раководство. Меѓународната заедница останува поделена со дипломатски напори за мир кои засега не носат конкретни резултати. Додека Украина и Русија се подготвуваат за следните чекори, војната и натаму носи човечки и материјални загуби, без јасен крај на хоризонтот.